Ова е вистинското место за сите вас кои имате потреба од совет, идеја или насока на тема уредување на просторот, или пак за сите оние кои едноставно сакаат да поминат уште едно убаво неделно претпладне заедно со нас. Во овој момент почнува новото издание на Квадрат, а ова се содржините и темите кои ги подготвивме за него. Да видиме дали ќе ви го привлечеме вниманието. Во ова издание на Квадрат ќе гледате: летото инспирира. Искористете го времето за создавање уникатни декорации. Ние подготвивме неколку направи сам предизвици и упатство за нивна реализација. Неколку бесплатни програми за уредување на простор. Не менуваат присуство на архитект и дизајнер, но се одлични за почетните насоки. Стручни совети од архитект Елена Мартиновска, како да уредите мал стан од 43 метри квадратни. Влегуваме во куќата која после 4 години успеа да ја продаде познатата пејачка Селин Дион. Еве во што ќе ужива новиот анонимен сопственик. И за крај неколку интересни податоци на тема мебел и уредување на просторот. Останете тука. По рекламите почнува новото издание на Квадрат. Почувствувајте ја убавината на малешевската природа во неодолив луксузен амбиент, таму каде што традицијата оставила свој печат. Aurora Resort and Spa Берово. Доживејте ја природата. Како во сон чекорам по мојот пат кон совршена удобност. Софа Студио. Мојот свет. Здраво, драги гледачи! Јас сум само една од добрите бактерии во Диа 100 пробио. Во само една капсула Диа 100 пробио. Има 4 милиарди пробиотски бактерии. Соодветен при патувања, употреба на антибиотици, при диарија и надуеност, за одржување на нормална рамнотежа и функција на цревната микрофлора. Диа 100 пробио за вашите стомачни тегоби од алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството за индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Ако ве заинтригиравме, ајде редоследно да почнеме со предвидените содржини. Летото секогаш инспирира, а нема подобра идеја од тоа овие жешки денови да ги поминете создавајќи нешто. Ние за вас подготвивме неколку направи сам предизвици, а вие во следниве минути внимателно гледате, сигурна сум дека ќе се обидете нешто да реализирате. Летото инспирира, а на овие температури одлична идеја е да ги искористите материјалите кои ја одживеа својата првична намена и да создадете нова уметност и одлична декорација за вашиот дом или канцеларија. Ние ќе ви дадеме неколку креативни идеи заедно со упатства за нивна реализација. Еве ја првата. Уживајќи на плажата, не заборавајте да соберете убави камчиња, школки, ситен песок. Ќе си бидете благодарни кога ќе стигнете дома за тоа што тоа е се што ви е потребно за овој направи сам проект. Во една тегла истурете декоративен песок користејќи ја вашата уметничка фантазија. Декорирајте со камчиња, школки, вештачко или природно зеленило. Вклопете било што ќе се усогласи со вашиот интериер. Не чини ништо, а изгледа совршено. Кога сме веќе кај проектите со материјали собрани од плажата, тие можат да создадат и луксузно чергиче за предвлезната врата. Едноставно е и многу брзо. Земете црни камчиња или белите обојте ги со спреј. Така ќе добијат и сјај. На една обична црна черга залепете ги со лепило без да оставите голем простор помеѓу нив. Внимавајте да бидат цврсто залепени и имајте уникатен килим за добре дојде. Истиот совршено ќе се вклопи и во вашата бања, ќе ја даде гламурозен изглед. Еве и неколку лесни декорации за собата за дневен престој. Неколку дрвени стапчиња ќе направат интересни геометриски декорации.
Едноставни се и даваат посебен печат на просторијата, а ќе бидат готови за помалку од 10 минути. Како што гледате, само ги израмнувате краевите и со силиконско лепило ги спојувате да ја добијат посакуваната фигура. Потоа обојте ги со спреј и тие се подготвени да ја красат собата во која минувате најголем дел од денот. До сега мислевме дека ни требаат многу пари за да ги следиме трендовите. Погрешно. Потребно ни е само парче платно во тренди боја, перниче и 2-3 минути слободно време. Завиткајте, врзете од предната страна, сокрите ги краевите и вашата софа веќе е трендовска. Имаме уште една идеја. Ви треба смеса од гипс која брзо самите ќе ја подготвите и не чини многу. Кеса во форма на квадрат која се затвара на крајот и една чаша. Кесата ја полните со смеса од гипс. Израмнувате, правите мал отвор во средината и ја поставувате чашата во центарот како калап кој ќе ја направи длабнатината. Вака оставете да се исуши и потоа ја отстранувате кесата внимателно со користење на ножици. Ова може да биде свеќник, место за чување на ситните предмети или било што друго што ќе ви падне на ум. Важно е да е корисна и убава декорација. Најдовме и неколку решенија за љубителите на растенијата. Наместо на подот или под прозорецот, со малку труд би можеле да им најдете место кое дополнително ќе ја разубави просторијата. Ви треба дрвена даска, боја, јаже и секако сакси со вашето омилено растение. Врзете ги двете парчиња јаже оставајќи простор за на врвот да се закачат. Поставете шајка на местото каде одлучивте да ја наместите висечката полица. Поставете ја во отворите полицата која претходно ќе обоите во боја која ќе ви одговара. Наредете ги засадените растенија и тоа е се. Ако пак сте од оние кои забораваат да ги полеваат цвеќињата, направете следнава декорација зад зидот со вашето зеленило. Ви требаат стаклени шишиња или тегли, коноп и зеленило. Сигурно цврсто врзете го конопот за врвот на шишињата или теглите. Може да искористите и силиконско лепило. Спојте ги за вршетосите и врзете ги со мал отвор за да може да ги закачите на поставената шајка. Потоа распоредете ги и наполнете ги со зеленило по желба. Веќе и дадовте рустична нота на вашата просторија. И уште нешто за оние кои забораваат. Овој потсетник ќе биде и одлична декорација. Ви треба дрвена подлога која ќе обоите во боја по желба. Потоа со силиконско лепило закачете ги штипките на вертикално поставената дрвена подлога. Оваа идеја може да биде и декоративна рамка, доколку на неа ги закачите вашите омилени фотографии. Да, ова се интересни идеи кои навистина од вашиот ограничен буџет и време можат да создадат уникатни декорации за вашиот простор. А и она што во продолжение ќе ви го покажеме, исто така можете да го направите сами и не ви треба некоја посебна обука или знаење. Станува збор за едни сосема бесплатни програми за уредување кои сигурно нема да го заменат архитектот, но добри се за добивање на првична идеја. Еве зашто станува збор. Една од најголемите грешки при уредување на животниот и работниот простор, угостителските објекти, изложбените салони или било што друго, е да го правите тоа сами. Архитектите не постојат залудно. Тие се тука да го олеснат вашиот процес на уредување и од местото каде ќе живеете или работите да извлечат максимум. Сигурно ќе ве чини многу помалку отколку подоцна да ги плаќате сопствените грешки на неискуство или незнаење.
Но сепак, ако е некоја мала промена во прашање или пак доколку сакате малку да фантазирате за вашиот простор пред да се впуштите во процесот и да вклучите професионалец, направете го тоа преку неколку програми кои се достапни целосно бесплатно. Ние ќе ви покажеме неколку од нив. Првиот е Room Styler 3D Home Planner. Со негова помош може да направите ваш аматерски стан или да уредите некој од просториите кои ги нуди програмот. Ви овозможува да внесете ѕидови по сопствена мерка, да ги поставите вратите, прозорците, да ја одредите местоположбата, да ги обоите ѕидовите, подот и да внесете мебел од понудените за секоја соба одделно. Може да ја погледнете просторијата од повеќе агли и на крајот да добиете тридимензионална скица од вашиот проект. Лесно е за управување, а може да ви даде и некоја идеја. На сличен начин ќе ви помогне и програмот Design My Room, кој овозможува да го одберете стилот, просторијата и да си поиграте со боите и текстурите. Овој 3D програм дозволува да пробувате различни комбинации на подови, плафони, ѕидови и мебел, па е одличен за сите оние кои сакаат да го видат резултатот пред да купат било што. Освен тоа дава и корисни совети како на пример дека паркетот не е препорачлив за во бањата, па со тоа ви овозможува да добиете не само убав, туку и функционален простор. Сличен е и Autodesk Home Styler, кој е познат по професионалните програми за проектирање, 3D анимации, но нуди и сјаен програм наречен Home Styler за уредување на интериерот. За да го користите не ви треба посебна обука, едноставен е и за почетници. Но, да се разбереме, вие не сте дизајнер, ниту пак архитект, па ова е добра опција само за идеи. И последен на нашава кратка листа е Planner 5D, кој е детален програм за дизајнирање на простории кој ви овозможува на едноставен начин да си ја креирате првичната идеја. Со овој програм може да излезете и надвор од просторијата и да ги уредите градината, да дизајнирате базени или пак само да фантазирате. Сите кои претходно ги набројавме се одлични опции за креативно поминато време или за добивање првични идеи како што веќе кажавме. Но повторуваме, тие не менуваат присуство на стручно лице. Има зошто постојат архитектите и има зошто вие имате некоја сосема друга професија, а не таа. Оставете професионалците да си ја завршат својата работа. И побрзо е, и многу подобро, и верувајте, поевтино е. Уште еднаш да повториме, ова не се професионални програми, ниту се архитекти и во никој случај нема да го уредат вашиот простор професионално и онака како што може да биде максимално извлечено од стручно лице. Она што следува сега во продолжение професионално и стручно, заедно со архитект Елена Мартиновска ќе ви помогнеме да уредите еден 43 квадратен простор. Едни од најпродаваните станови според искуствата на градежните компании во последните години се малите со квадратура од околу 50 на метри квадратни. Помал простор, помалку работа, но вистински предизвик е и во него се да се смести што е потребно за живење. Предизвикот на уредување на просторот 43 метри квадратен го прифати нашиот стручен соработник, архитект Елена Мартиновска. Па еве кои се нејзините идејни решенија. Кога станува збор за опремување на мал стан, значи во случајот како станот 43 метри квадратни, тогаш во таа квадратура е многу важно да се запази функцијата на целиот простор. Значи, од особено значење е кујната како простор кој што се користи секој ден и во кој што се поминува многу голем дел од денот. Таа е важна да биде многу блиску до влезниот простор. И е важно да ги има сите потребни елементи за складирање на се што треба да стои во неа. Значи, за да би се искористил тој цел простор, а во 43 метри квадратни е многу мал, најчесто се практикува да се направи шанк или острово кој што може исто така да биде слеан во кујната и дел од елементите да се вградат во него. Најчесто практикуваме да би се користел шанкот од внатрешната страна
за да би бил тој простор функционален. И во некои случаи вметнуваме некои детали, како например ѕид по кој што би можел да се пишува што е наменито денес или не знам нешто слично. Исто така се користат и некои полици не многу натрупани, туку само како детал за оставање зачини или како за флаши вино и слично, а многу често почнавме во последниве години да практикуваме вградна рерна и вградна микропечка во висок елемент, за да би останало простор во горниот и во долниот дел од кујната да се складираат ствари кои што поретко се користат. Многу често на островото знаеме да ставиме, доколку сме во можност, ако го работиме проектот уште од почетокот додека станот е во карабина, практикуваме да го донесеме мијалникот, садоперот на островото, или ако сме во можност да го донесеме и аспираторот со сеплотната, за да би останало во задниот дел поголем простор за работа. Најчесто кујната и собата за дневен престој во овие станови се во иста просторија, па сосема логично е дека треба да бидат слеани и уредени во исти стил. Во дневниот престој, за да би било се функционално, имаме гарнитура или троса со две фотели и најчесто практикуваме да има некаква полица на која што би се сместиле сите нешта кои што собствениците на домот би сакале да им се гледаат и да бидат прикажани, како например во овој стан кој што е собственост на љубители на книга, и направивме една полица во форма на облак во која што моравме за жал да селектираме дел од книгите кои што тие ги поседуваат за да би ги изложиле. Во друг простор кај што собственикот не сака многу предмети и сака чисти форми и само тоа што е потребно, како што практикуваат скандинавците, ставивме бела тула на зидот, тоа е црвена, па ја обоивме бела, и согласно белиот мебел имаме само една слика од хрватска позната уметница која што му дава посебна убавина на овој простор. Потоа во мал стан, како што претходно кажавме, за да би се добила крајната слика на модерен дом, овде, например, конкретно направивме гарнитурата да биде плава, нешто како Тексас, како петролеј плаво, а фотелјата ја направивме да биде пепито црно-бела, за да би имало контраст. И исто така, истата полица која што стана обележи на нашето студио, која што практикуваме да ја дизајнираме за повеќе домови. И начално со целиот склоп на сите овие елементи добиваме еден простор кој што е функционален и кој што во исто време изгледа модерно, убаво и дава чувство на релаксиран и пријатен амбиент. Дневниот престој, таа секогаш кога има прилика, го заокружува со дизајнерско парче од македонски уметник. Тоа на просторот му дава посебен печат без разлика на квадратурата. Во овие мали простори, кога нема простор за гардеробер, тој најчесто е во ходникот и е слеан со еден дел за седење кај што можеш да приседнеш, да се облечеш кондури, а воедно тоа да не изгледа лошо, туку да е вметнато се во едно, или да има еден жлеб во плакарот кај што кога ќе влезете дома имате простор каде да оставите клучеви, ташна или што ви да носите во раце, исто тоа да не е посебен елемент, туку да е само еден дел од остатокот од мебелот. А до сега имаме направено на неколку места и принт на плакари, за да не изгледа здодевно, целиот тој дизајн, гледаш само една плоча од иверка што изгледа исто како што е изложена во салонот кај што се купува, па неретко сме принтале нешто, сегменти од природа, како да речеме бамбуси или јапонска цреша, или на едно место имаме принтано на плакар некои геометриски форми што се одвесуваат со тепихот на подот. А на неколку места кај што просторот е толку мал што кога директно влегуваш во дневната соба, имаме направено еден параван од лим со текстура која што ние имаме дизајнирано, и откако ќе влезете во домот, прво
првиот впечаток од дома што го добивате е тој параван, а не кујната во позадина која што не секогаш би била средена, нели? Истото може да се постигне и со параван од дрвени столбови поставени на растојание од 30 см, кои истовремено имаат и функција на полици. Секогаш добра идеја е растение кое ќе му даде живот на просторот. И вие сте вистински среќник ако во оваа квадратура имате и спална соба. Таа е сигурно исто така мала, па еве како да ја уредите. Спалната е малку комплексен простор за решавање, затоа што имаме толку многу нешта кои што треба да ги складираме, а имаме толку мал простор, па во неколку станови имаме практикувано над казната да би оставиле простор само за оставање на книга, телефон и слично, а во горна зона тоа да е еднокрилен плакар кој што има надсветло кој што би осветлувал над казната и така добиваме простор за да во горна зона би сместиле дел од нештата кои што треба да се сместат. А што се однесува до бањите и тоалетите, во последно време се практикува да не се ставаат тушеви и кади, туку едноставно се става само еден стаклен параван и остатокот од дизајнот на тоалетот останува на нас дизајнерите да би ги склопиле плочките како што ќе смислиме, нели, за да тоа би изгледало убаво. Во многу случаеви практикувавме по долгата страна да плочките од подот што ги редиме за да би продолжувале во зидот фронтално, кој што најчесто е тушот, и така добиваме некаква игра на плочки во овој простор. Исто така, многу често знаеме да користиме, во последниве години доста користевме и се уште практикуваме да користиме винтидж шарени плочки, кои што ги ставаме само во еден дел. Тој мора да биде многу добро смислен, например, доколку е конзолна шолјата, една лента позади неја која што би продолжувала и надолу, и од тие плочки да се извадат боите за зидот и за подот, за да тоа се изгледа, нели, правилно. Се надеваме успеавте да украдете некоја идеја. Сепак, секој простор е приказна за себе и има своји специфичности, но и свој начин како да го даде својот максимум. Од 43 се префрламе на нешто повеќе од 2200 метри квадратни. Да, на точно толкова површина се простира куќата која после 4 години успеа да ја продаде познатата пејачка Селин Дион. Ајде одиме да видиме во што ќе се всели новиот сопственик. После 4 години, оваа година луксузниот дом на Селин Дион во Флорида конечно го најде својот нов сопственик. Во 2013 година, познатата пејачка одлучи да се ослободи од луксузната куќа на островот Јупитер во Флорида. А првата цена на вилата која долго време ги полнеше медиумите беше $72,5 милиони. Лани по смртта на незиниот сопруг Рене, цената падна на неверојатни $45,5 милиони. За конечно оваа година во мај да го добие својот нов сопственик и тоа да плати само $38 милиони. Новиот сопственик е американец кој сака да остане анонимен, а некогашниот семен дом на Селин Дион тој ќе го користи како куќа за одмор. Па еве во што ќе одмара. Луксузната куќа изгледа повеќе како ресорт. Има една главна куќа и 5 одвоени павилјони. Вкупно се состои од 13 куќи, 14 бањи и дури 3 базена, од кои едниот со поглед на океанот. Несомнено е каков одмор ќе има новиот сопственик во овој ултралуксус. Воден парк, дел за тенис, голф терен, куќа со базен со вградена скара и одвоена кујна, удобна куќа на плажа со дел за спиење и соба за масажа на поткровието. Дизајнот на куќата, ако може да се нарече така, е инспириран од екзотичните Бахами. А тек кога ќе ја видите внатрешноста. Удобно и луксузно се мали зборови. Куќата оддава топлина, а опремена е со се што е потребно, дури и многу повеќе од тоа. На модерниот интериер уште додаваме и 10 спални соби, секоја со сопствена бања, а главната дури и со свој спа центар. Во повеќе од 2200 метри квадратни, и тоа како успеале да сместат се, но модерно и да опремат.
Современо уредена и опремена кујна, библиотека, теретана, луксузна домашна киносала, канцеларија со уметнички интериер, играчница и секако вински подрум со посебна соба за дегустација на напитоците. По се што видовте, сигурно се прашувате зошто биле потребни дури 4 години за ова совршенство некому да се допадне. Она што знаеме е дека според тамошните закони, намената на куќата не може да се промени. Значи, и покрај што совршено би одговарал за тоа, таа не може да се претвори во хотелски комплекс, па новиот собственик во неа ќе може да ужива само во друштво на семејството и пријателите. Но сигурни сме дека нема да се пожали на тоа. Оваа ја пропуштивте, но без очајување. Вилата на Флорида е само една од низата недвижности кои познатата пејачка одлучи да ги продаде. Минатата година ја продаде вилата во Канада, а на почетокот на оваа година одлучила да ја продаде и онаа во Париз. И тоа за почетна цена од $9,5 милиони. И ефтино и блиску до дома. Добро разгледајте оваа примамлива понуда. А што ме двојно поскапа од оваа што по моментов ја гледаме, може само да замислите како таа изгледа. Како во сон чекорам по мојот пат кон совршена удобност. Софа Студио. Мојот свет. Дозволете стручен тим да ве доведе до посакуваната перфекција. Дермапен, PRP вампирски третман, лазерски третмани, липолиза, ботокс, филери на сите регии со најнови методи. За перфектно убав изглед и здрава кожа, дерматолошко-естетска ординација Дерма Плюс. Здраво, драги гледачи! Јас сум само една од добрите бактерии во Диа-100 Пробио. Во само една капсула Диа-100 Пробио. Има 4,5 милиарди пробиотски бактерии. Соодветен при патувања, употреба на антибиотици, при диарија и надуеност, за одржување на нормална рамнотежа и функција на цревната микрофлора. Диа-100 Пробио за вашите стомачни тегоби од алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството, за индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Тесни сме со време, ни остана уште неполна минута од денешново дружење и истата ќе ја искористиме за да ви пренесеме неколку интересни факти и податоци поврзани со тема мебел и уредување на просторот. Уживајте! Може би некогаш сте се запрашале колку време минувате со мебелот во домот? Или може би кои се највлијателните архитекти на истиот во минатиот век? Еве неколку податоци кои може би не сте ги знаеле. Чарлс и неговата сопруга Реј Имс се највлијателните архитекти и дизајнери на мебел во 20 век. Благодарение на нивното експериментирање и креативност, денес го имаме супер модерниот мебел. Творци се на една од најпознатите фотели во светот која го носи нивното име. Ронарад Stainless Steel софа, која повеќе наликува на скулптура, е најскапата софа на светот. Ова парче мебел чини $300,000. За време на користењето на една софа, вкупно се гледаат околу 782 филма. Бидете внимателни при изборот за да може вистински да уживате во домашното кино. Извор на овие, а и повеќе вакви слични податоци ќе најдете на Facebook страната на Софа Студио. Овој прилог го заокружува денешново дружење. Знам дека останавте со нас до самиот крај и ви благодарам за тоа, она што можам да ви ветаме дека исто толку забавни и интересни ќе бидеме и следната недела. Ви посакувам пријатен ден и ве поканувам повторно на следна дружба наредната недела во исто ова време. Недела 11:30.